إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije bi'idhnillahi ta'ala ke продолжиме с ова изворедна книга, таа е 40 хадиси од Хафиз ан-Навави рахимахуллах. И веќе сме кај 10-тиот хадис, велит авторот الحديث العاشر، 10-тиот хадис. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. Ovo je ogroman hadith koji je zaveren vo Sahih Muslim i go prenesuvat izvoredniот sahabi Abu Hurajra radijallahu an, во кој кажуваат дека посланикот салаллаху алейхи ва селам велит: навистина Аллах субхана ва таала е чист. Навистина Аллах субхана ва таала е чист и не примат освен чистото. И Аллах субхана ва таала им наредил на верниците со она што им го наредил исто на неговите посланици. Велит Аллах таала: о вие посланици, јадите од добрите работи, од оние дозволените работи, ва'мелу салиха, и правите добри дела. Значи Аллах субхана ва таала им наредуват на неговите посланици да јадат од добрите, од дозволените работи и да прават добри дела. И исто Аллах субхана ва таала им вели на верниците: овие кои сте верувале, јадите од добрите работи кои ние вас ви ги имаме дадено. А потоа, после ова, спомнуваат пегамберот салаллаху алейхи ва селам еден човек кој веќе долго патуват. И поради тоа неговата коса, на неговата глава е, значи, не е средена. И исто тој е испрашен, значи ги имат опфатено прашина поради неговото патување. И тогаш ги крева неговите раце за да прави дова, значи молитва, и вика: ја Раб, о мој господар, но во суштина неговата храна е харам. Неговата храна, неговото јадење е харам. Неговото пиење е од харам. И исто се има најадено, значи веќе имат во неговиот стомак ставено од харам. Како на овој да му се одзвие неговата молитва? Како на овој, значи, му се одзвие неговата молитва? Велит Хафиз Ибн Раджаб рахимахуллах во овој хадис дека во овој хадис содржуваат ишарет, знак дека делото не се примат и не се очистува тоа дело освен со храна што е халал. Освен што е со храна халал. Во друга страна, јадењето што е харам, го расипува делото и е пречка да биде тоа дело примено. Зошто, значи, тука човекот, значи, тој ги имат оние работи што во вистина довата нема му се примат. Тој е патник, што од причињето за довата биде примена. Тој ги креват раците, што исто е причина за одзвивање на довата. Но сето тоа
поради неговата храна, којто имат харам, и неговиот пијалок, неговото пиење што е исто од харам, не му се прима, не му молитвата. Му се одбиват молитвата. Велит Шех Утемин рахимахуллах, говорот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, инна Аллаха таала тајиб, навистина Аллах субханаху ва таала е чист. Во вистина, гледано збор по збор, преведено тајиб е добар. Значи тајиб добар. Но значеноста на тоа добар значи тука во објаснувањето вели Шех Утемин рахимахуллах, би ма'на tahir. Би ма'на tahir. Tahir значи чист. Чист. Чист од што? Чист од секоја мана и слабост. Чист од секоја мана и слабост. Не го опфаќат Аллах субхана ва таала никаква мана и никаква слабост. Тоа значи инна Аллаха таала тајиб. И значи спротивното од тајиб е ел хабith. Хабith значи расипан. Расипан, нечист и слично. И велит Аллах субхана ва таала во неговата книга: "Кул ла јестави л-хабитhu ват-тајиб." Каже Мухаммед, не се исти расипаните и добрите, односно добриот. Значи не се исти. Кул ла јестави л-хабитhu ват-тајиб. Значи не се исти, не може да биде никогаш исто оној кој е расипан и оној кој е добар и чесен и поверен. Исто Аллах субхана ва таала велит: "Ел-хабитhatу лил-хабитhin, вал-хабитhuна лил-хабитhat." Значи лошите, расипаните жени се за расипаните мажи и расипаните мажи се за расипаните жени. Ват-тајибату лит-тајибин, ват-тајибуна лит-тајибат. А добрите честните жени се за добрите и честните мажи и добрите и честните мажи се за добрите и честните жени. Значи не може никога да бидат исти расипаните и оние кои се добри, оние кои се чисти, оние кои се држат за Аллаховата вера искрајно. Во продолжетак велит имам Утемин рахимахуллах во говорот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам: "Ла јакбалу илла тајиба." Значи Аллах субхана ва таала не прифаќат од делата освен значи она што е чисто, она што е добро. Значи овде не прифаќат Аллах субхана ва таала значи одговорите минел аквал вал а'мал. Значи не прифаќат Аллах субхана ва таала одговорите на луѓето или нивните дела освен оние говори кои се чисти и оние дела кои се чисти. А што значи да биде говорот и делото чисто? Вели Шех Утемин рахимахуллах: "Фат-тајибу минел а'мал", значи добрите дела се следните, кои се искрени, кој човекот ги извршува тие дела или тие говори искрено само за Аллах субхана ва таала. Значи ова мора да биде во секое дело. Во секое дело, значи ти не можеш дело да најдеш во верата кој можеш да речиш во ова дело нема потреба јас да ги исполнам двата услови кои имаат потреба да бидат примени тоа дело. Значи тие двата услова се овде исто наменети тука. Значи прво да биде искрено чисто само за Аллах субхана ва таала и вториот услов да биде во склопка, да биде со она што е дојден Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Значи ова значи добрите, чистите дела. А добрите, чистите имања, значи богатство, вели Шех Утемин рахимахуллах, значи она, значи не значи само работата да бидете на едно значи парите кои ги имаш придобиено или тоа богатство кои ги имаш придобиено, да биде на себе тоа халал. Туку и патот кој си го заработил тоа богатство треба да биде халал. Зошто можеби некоја работа на себе си е халал таја, но ти имаш придобиено со харам. Тоа не е добро дело. Тоа не е значи мине тајибат. Например, вели Шех Утемин рахимахуллах, човек без да имат никаква потреба земат и јадит пцојсана овца. Овца која пцојсана. Овцата на себе си во суштина е дозволена халал. Но таа е пцојсана.
тој дека е скржав, имат луѓе што се такви, значи овчар или собственик на тие, значи земјоделец, што ти знам јас, за да не ја фрли цега, значи има нападнато волков. И та има псојсано, тој значи не стигнал неа да ја заколи пред таа да биде значи усмртена. Сега што вели тој, да ја фрлам јас, губам месо овда. Што пред? Дерит и се ја јадит. Ова е забрането. Ова дело, ова јадење не е чисто јадење. Исто од друга страна, други пример вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, човек крадит една овца. Крадит. Значи овцава на себе е дозволена, месото овчинско е халал, но патот кој тој има таја овца придобиено е харам, како со крадење. И тоа е месо за него харамно. И тоа дело не е добро. Разбрате се, значи, со овие примероци? Така, баракаллаху фикум. Зашто вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, значи тајибен, значи да биде опфаќат, да биде значи добро тоа дело во себе си, и исто патот кој тој го има, тој тоа придобиено. Вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, кога би човек дават садака со пари кој тој ги има заработено на харам начин, дали таја садака му се прифаќат на него? Одговорот е, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, дека таја садака не му се прифаќа нему за садака. Значи тоа не е ибадет. Не му се прифаќат како ибадет. И овде не се работи за луѓето да мислат за тебе. Се можат луѓево, тој не знае ти од каде имаш парите заработено. Му ги даваш некого, има некој потреба или барат или што ти знам ја, му ги носиш, му ги даваш. Тој не знае ти од каде ги имаш тие пари. И него во вистина него за сега да те прашуваат. Во вистински не е исто од исламскиот морал, од исламската етика, да го прашуваш некој човек од каде ти се парите. Значи ова не е од исламската морал. Но тој што ја дават, тој имат одговорност, тој знае од каде ги има заработено. И тој, значи може да ги измами луѓето. Имат луѓе пример имат луѓе. Значи има многу харами направено. И работел цел живот бизнис со камата. Се прави се џамија и дават 100.000. Тој знае дека имат нерасчистени есапи кај Аллах субханаху ва таала. Тој сака тоа да си расчисти. Ама кај луѓево, него го мислат повеќе и го ценат повеќе од многу други луѓе. Така е? Овде вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, во овој случај, и ако дај тој пари за џамија, нему тие пари му се прифаќаат, значи може да ги земиш за џамија да се инвестират, но ова не му се рачуни нему за садака. Туку е за него само олеснување од таја тежина која имат кај Аллах субханаху ва таала. Значи не е садака, туку само олеснување. Не се прифаќа како садака, да не се изгориш само, пази. Значи тоа е за него, за тој од тие пари, од тие нечисти пари, да се оттеретит. Да се оттеретит. Тоа е. А не му се прифаќа нему како ибадет, кој тој има за тоа награда. Нема награда. И значи тука, кога спомнуват Аллах субханаху ва таала во ајетот ја ејюхар русул, кулу минат тајибати ва амелу салиха, овие посланици, јадите од добрите, од дозволените работи и правите добри дела. Вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, Аллах субханаху ва таала првин напомна јадите од добрите дозволените работи, а потоа и нареди ва'мелу салиха, и правите добри дела. Зошто? Зошто ти кога ќе се нахраниш од добрите дозволените работи, тогаш го имаш твоето тело зајакнато и тоа зајачување требиш ти да го користиш за ибадет спрема Аллах субханаху ва таала и покорност спрема него. Разбравте? Така, баракаллаху фикум. Значи, тоа јадење кој ти се нахрануваш себе си, го зајакнуваш телото твое, треба да ти чини, значи да ти делуват во покорноста спрема Аллах субханаху ва таала. А не имат луѓе кои се нахрануваат и прават гревови. За да можат значи да издржат, прават значи гревови и одат по гревови, ги бараат дури гревовите. Тоа е да забрането.
И тоа е не за благодарност спрема Аллах субханаху ва таала за оние благодати кои тој тебе ти ги давал. И ќе дојдат, значи се спомнуваат, се пренесуваат дека имаму сунна, имам Ахмед рахимахуллах, еднаш се налути толку со неговиот пријател Јахија ибн Маин, што тој го бойкотира него, поради што Јахија ибн Маин рече: јас кој да ми дојде да ми даде нешто, јас ќе го прифатам за јадење, значи кој да ми даде некоја храна, јас ќе ја прифатам и да биде од шејтанот. Тогаш кога дојде овај муабет до имам Ахмед рахимуллах, толку значи се налути имам Ахмед рахимуллах што го бойкотира, тогаш се извини Јахја ибн Маин и рече: ја имам, јас само се шегував. Тогаш му рече имам Ахмед рахимуллах: а се шегуваш ти со верата, а не знаеш дека јадењето е дел од верата? Аллах Таала им вели: ја ејуха русул кулу мин ат-тајибат, јадите од добрите дела, ва'мелу салихен. Му рече исто, Аллах го спомнал доброто, дозволеното јадење пред добрите дела. Што значи тоа дека од верата е. Дел од верата е, значи јадењето халал, Да не еш, значи, да не еш харам. А не како некои луѓе кои велеше Шабла Бухари во Медина, имат луѓе што велат што е во мојот џеб е халал. Значи, оке стигне нешто во мојот џеб, оке се стави во мојот џеб е халал и на кој начин да стигнало. Значи, харам, начин и така натаму, нема врска за него, тој тоа го злоупотребува. Ова е забрането. Треба врвно пазење. Потоа, објаснуваат имам Уфајмин рахимахуллах во врска со говорот од пегамберот салаллаху алейхи ва салам со тој човек кој неговото патување, значи, издолжува, значи долго е неговото патување и поради тоа патување, поради значи последиците од патувањето оставаат траги дури на неговата коса. Зашто човек ако патува ден, 2 дена, нема да биде како не патува, значи нема да биде среден, така нема можностите некако дома да се измие, да се намеси и така натаму, така што неговата коса е, значи, значи нема врска, не ми така наца зборот, тој е испрашен, целиот е испрашен, значи неговата облека е испрашена, но значи неговата коса не е средена, Не ми таки натилен збор што ги имаме употребувано во нашето село, но хајр иншаллах. Тој човек искоштелен. Велите овој збор вие? Искоштелен. Значи искоштелен човек, значи што неговата коса не е средена. Тој ги креват раците негови, ги креват и прави, значи молитва, му се моли на Аллах субханаху ва таала. Но сето тоа, значи, не му се прифаќа неговата молитва. Иако што спомнува тука Шех Уфајмин рахимуллах, дека патувањето, а нарочито кога задолжуваат патувањето, е причина за примање на довата, на молитвата. Значи причина патувањето. Исто така, неговата, значи, ситуација, што тој е испрашен, неговата коса не е средена, и исто ги крева неговите раце. Сите овие работи се, значи, во вистина од причињето за довата да биде, молитвата да биде примена. Зошто како што е пренесето, значи во Сунен Аби Давуд, како што спомнува тука Шех Уфајмин рахимуллах, дека Аллах субханаху ва таала се страми од неговиот роб кога тој ги крива неговите раце и да му ги врати празни. Да, брат, значи Аллах субханаху ва таала се страми кога неговиот роб ги крива неговите раце и му се моли на Аллах субханаху ва таала за неговите своите потреби и Аллах да го врати него со празни раце, Аллах се страми. Но оваа ситуација, значи, што тој, значи, има храна и пиење и така натаму, значи, и неговата облека што има во други пренесувања, и неговата облека од харам, значи, тоа се препреки за да биде неговата дова примена, Исто, значи, како е дојдено тука во хадисов, ја раб, значи, ова исто начинот како робот се моли на Аллах субханаху ва таала. Значи, Шех Уфајмин рахимуллах, како што спомнува тука, треба човекот
да ги гледат оние начиња кои се пренесети во Куранот и во Сунетот, како се прави дова спрема Аллах субхана ва таала, за исто и ти да ги употребуваш тие, зашто тоа има поголем ефект да биде таа дова примена. Значи ти можеш со твој зборој да правиш дова, но ако употребуваш оние зборови кои се дојдени значи во Куранот и во Сунетот, тоа е значи поголема можност да биде довата примена. Вели Шейх Утхемин рахимеллах во врска со мат'амуху харамун, значи неговата храна е харам. Значи харам тука или таа на себе си е харам, или па начинот кој тој е придобил таа храна е харам. Значи мој тоа да биде. Значи харам тука се подразбира значи две овие тумачења. Прва работа да биде на себе си харам, на пример јал свинско месо, пример. Или друга работа, начинот кој тој е придобил таа храна е харам, на пример со крадење. Е украл таа овце, како на пример што напомна претходно Шейх Утхемин рахимуллах. Ва машрабуху харамун, исто неговото пиење кој тој го конзумира е харам. Истото значи тоа значи може да биде тоа харам на себе си или харам на начинот кој тој го придобил тоа. Пример харам пивото, така алкохолот. Но исто начинот како го придобил тој, на пример, влегол в дуќан место да го плати цокот, го украл. Значи овие работи се да звратиме назад ке говорот од Шейх Абдул Бухари, значи некако да бидеш како оние луѓе што велат што е во мојот џеб е халал. Значи не сме тоа да биде во никој случај. Ва гудија бил харам, и исто значи гудија бил харам, значи тој е веќе нахранет, со харам. Алейкум салам рахматуллах. Тој е значи нахранет со харам. Фа енна юстеџабу ли залик, како да му се одзвие на овај, на неговата молитва. Значи овие се сите работи препреки. За да биде значи неговата дова примена кај Аллах субханаху ва таала. Но како што напомнуваат Имам Утхемин рахимахуллах во придобивките на овој хадис, а тоа е дека ова не значи невозможно е да биде неговата дова примена. Значи ова не значи фа енна юстеџабу ли залик, значи како да му се одзвие нему на неговата молитва. Ова не значи дека никогаш невозможно да му се прими нему молитвата. Но овие работи се препрека. И е исто ова предупредување за човекот, за инсанот, за тој да се држи далеку од забранетите работи, од харамите. Значи ова е предупредување, жестоко предупредување. И затоа, значи како што вели еден од имамите на селеф, на првите генерации, а тоа е Еби Абдилла ес-Саџи рахимахуллах, велите Еби Абдилла ес-Саџи рахимахуллах, 5 работи требит секој еден муслиман и муслиманка да ги знаат. 5 работи. Првата работа е да го познават Аллах субхана ва таала. Втората работа е да ја познават вистината. Третата работа е да ги извршуваат неговите дела со искреност за Аллах субхана ва таала. Четвртата работа да работи со сунетот од пегамберот салаллаху алейхи ва селам. Петтата работа е да јадит само она што е халал. Значи овие се 5 работи кои треба добро да ги запамтиме. Значи познавањето на Аллах субхана ва таала, познавањето на вистината, правење на делата само за Аллах таала, работењето со суннетот и јадење со халал. Јадење само она што е халал. Халал значи да биде на себе си и халал како е придобиено на начинот кој се придобило тоа јадење. Вели во продолжетак овај врвен имам, ако човекот го познават Аллах субхана ва таала, но тој не е работит, односно не ја познават вистината, ова ништо не му предонесува да тој го познават Аллах субхана ва таала.
Значи тој го познават Аллах субханаху ва таала, но не работи со вистината која Аллах таала имат објавено, ова не му предонесува нему ништо. Значи не е доволно да знаеш дека ова е вистина. Ова не е доволно. Не е доволно значи да знаеш само. Треба да работиш исто со вистината. Продолжува после. Но ти, вели, ако го познаваш Аллах субханаху ва таала, но твоите дела не се искрени за него, ова исто не те предонесува ништо. Значи ти го познаваш Аллах субханаху ва таала, но делата твои не ги правиш искрено за него. Ова не ти твоето познавање за Аллах таала не ти предонесува ништо. Потоа вели продолжува. Ако ти го познаваш Аллах субханаху ва таала, но не работиш према суннетот, твоите дела не ти предонесуваат тебе ништо. И твоето познавање за Аллах субханаху ва таала. И исто, ако ти го познаваш Аллах субханаху ва таала, но не си од оние кои јадат, кои се хранат со халал, ова тебе познавање за Аллах таала не ти предонесува ништо. Не ти предонесува ништо. Зошто? Продолжуваат после. Кога срцето, кога човекот се храни со халал, неговото срце се очистуваат. Стануваат, јани сафа леху қалб. Значи неговото срце станува чисто, сјајно. Што тој со таја чистотија на неговото срце ги гледат и ги оценува добро работите на дуњалокот и ахиретот. Значи тој знае каде е вистината и каде не е вистината. Поради што се имат хрането со халал. И неговото срце е чисто, не е изматено. Не е изматено. А ако нешто не му станува нејасно, значи тој има нејаснотија, тоа е поради оние работи колку тој што има јадено харам. Значи работите му стануваат, му се изматуваат, не ја гледат вистината, тоа се враќаат назад, поради исто ефектот на неговото јадење кој го јадел, кој не било халал, туку кој било харам. И потоа продолжуваат. И ако видит целосно од харам, значи неговото јадење ако е целосно од харам, тогаш нема му се затемнува дуњалокот и ахиретот. Значи тој нема никаква прегледност. Што е вистина, што не е невистина. Што е право, што е криво. Нема никаква прегледност. И нема му се затемнуваат и не гледат вистината, иако луѓето него го опишуваат дека човек кој има поглед. Тој е на вистина заслепен, се додека се покајт. Тој е на вистина заслепен, се додека се покајт. Значи оваа работа не е ја ќе зема ајде нешто направа харамов. Гледаш? Значи овие работи се огромни. Значи овие работи Суфјан Саури рахимуллах беше во стање да јајде земја. Земја да стави во неговиот стомак, ама да не стави харам. Значи не смееш ти да дозволиш на себе си. Не смееш да дозволиш на себе си да паднеш во вакви шејтански замки за ти да се храниш со харам. Никогаш не смееш да дозволиш. Многу луѓе, значи нивните срца се станати камен, искаменети. И поради искаменувањето на нивните срца, не ја познаваат вистината и не ја гледаат вистината. И немаат јасно за вистината. Зошто? Го праша еден од селеф, од имамите на селеф, го праша како срцето се смекнуваат. Значи како ќе достигне за срцево мој да омекни. И ми одговори, факал би еклил халал, со јадење со храна што е халал. Значи јадењето храна халал го омекнува срцето. Го омекнува срцето. И колку луѓе, значи нивните срца се искаменети. Поради што тие не гледаат како иде нивната храна, не се прашуваат. Затоа значи некогаш не се чудите, дури најјасните работи тие не ги сваќаат. Значи ти се чуди, значи човек со здраво срце, со меко срце се прашуваат како овие мој да не разберат ова работа. Не брат, работата не е до интелигенцијата. Работата е Аллах субхана ва таала не му го отвора неговото срце. Неговото срце е запечатено. На овие работи кој ги разбира. Затоа велит Омар
Omar al-Faruq radijallahu an, so ostavanje, slušajte vнимателно, so ostavanje na ona što je haram, se prima molitvata. Znači, so ostavanje na haramot, se prima molitvata. Znači, mnogo ljudi, primjer, ako padne vo tesno, on ma gleda, veli, što da bili, to da izleze to tuka. Iso haram, iso najgolemi od haram, ne. So ostavanje na toj haram je pričina za Allah subhanahu wa ta'ala ti je primi tebe dovata, molitvata. I trebi da znaš ti, znači, mi ovdje imamo slabost, ova točka. Znači, nije sme toga sigurni i imame doverba, ako naša ta kartička od bankata je polna. Da, tak je. Znači, ako imaš česeto, ako ti je polno, po naše rečeno, znači, česeto ako je polno, toga že voret sve. Ne, brat, tebi da imaš pogolema doverba od toga što ka Allah subhanahu wa ta'ala, što toga što voracite tvoj. Ok, stigniš ovaj stepen, toga što vidiš. Tak je bia imamite na selef. Tak je bia pekamberita. Toga što ka Allah subhanahu wa ta'ala beše za njim posigurno od toga što ima vodinite svoj sopstveni race. Velit, jedan od imamite na selef, Sahal ibn Abdillah radijallahu anhu wa rahima, velit, an-najatu fi thalatha. Spasot je vo 3 raboti. Ove raboti treba da gi zapišite isto. Da gi zapišite, da go slušate dersot povtorno i da gi znajte uvo. Znači ove raboti su važni. An-najatu fi thalatha. Velit, spasot je vo 3 raboti. Prva rabota, eklul halal. Jadenje halal. Da se sohranuvaš so halal. Wa ada'ul fara'id, i izvršuvanje na zadolžnostite, na farzovita. Wa iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wa sallam. I zemanje za primer, sledenje na pekamberu od Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znači, spasod je ovdje 3 raboti. Jadenje halal, izvršuvanje na farzovite i sledenje na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zemanje za primjer u tvoj život. Pekamberu sallallahu alaihi wa sallam. I tuka isto se napomnuvat slučkata so tatkoto na Abdullah ibn Mubarak. Koji beše El Mubarak, se ti kaže. Ovaj čovjek El Mubarak vo vistina beše robjak. No, po nekoje vreme go oslobodija od robstva. I počna da rabotit za jedan čovjek vo negovoto bustan, vo negovoto bavče ili gradina, podobno da rekne gradina. Znači vo golema gradina, da mu je održuvat gradinata, da mu je izrabotuvat gradinata. Po nekoje vreme, posle nekoje vreme koga beše već je vraboten vo taja gradina i raboteše je održuvaše, dojde sopstvenikon na gradinata i beše vo društvo sa nekoj luge. Togaž mu reče na Mubarak, donesi mi jedna kalinka. Znate že kalinka, tako? Tak. Donesi mi jedna kalinka. To mu je odnese i beše gorka? Gort, znači ne beše blaga. Znači beše ona kisela beše, da, to je zbor beše podobar. Znači beše kisela. Taja kalinka beše kisela, znači ne beše ozdrejana. Togaž misleše така prvi pat, mu se slučila nekoja greška. Mu reče, donesi mi povtorno jedna druga. To mu nosi, nemo pak ista takva mu nosit. Togaž mu reče, ti se šeguvaš sa mene ili što je sa tebe? Se izigravaš? Ti mi nosiš povtori pat neozdrejana kalinka. Togaž mu reče El Mubarak, rahimahullah, ti mene mi go doveri, odnosno ti mene mi ja doveri tvoja ta gradina, jaz da ja rabotam, a ne da jadamo ti ovošija. Znači ti mene mi ja doveri gradinata da ja izrabotuvam, da ja rabotam za tebe, a ne mi dozvoli da jadam. Ja ne imam probano nijedno to vošijeto, zato ja ne znam ukus od kako je na njih. Zato se je selef. A imatu selef, imamite na selef.
И овие треба да бидат наши примероци во нашиот живот. Ако ваќе се муслиманите на ова стање, ќе видите како ќе биде нашата ситуација. Но за жал, муслиманите денеска, значи, све се, но не се на овај пат. Значи, големиот број. Се имат, елхамдулилlah, кои го следат патот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Тогаш, не му се веруваше на собственикот на таа градина дека овај човек нема пробано ни едно овошје. Цело тоа време што го изработувал тој тука. Тогаш ги праша комшиите од другите градиња. И тие исто го потврдија. Рече, овај човек не земат од таа градина. Тој ја работит, но не земат од овошјето. Зошто? Нема дозвола од тебе. А тој собственик мисли дека тоа е нормално, тој во текот на работење си проба една-две и да си продолжи да се работи. Кога виде тој собственикот на таа градина, таја, значи, верност и искрајност кај овај човек, тогаш му рече, ја мубарак. Јас имам само една ќерка. Јас имам единствено само една ќерка. За кого ми препорачуваш да ја омажам? Тогаш му рече, мубарак, му одговори, му рече, евреите ги мажат нивните деца поради богатство. А христијаните ги мажат нивните деца поради убавина. Арапите ги мажат нивните деца поради нивното потекло. Значи, да имаш убаво потекло, угледна фамилија и така натаму. Но муслиманите ги мажат своите деца поради богобојазливоста. Тогаш му рече тој човек, собственикот на градината, јас никогаш не бидов во животот мој по-богобојазлив човек од тебе. Така ти ја дава мојата ќерка за жена твоја. Значи, види, алимите велат овде. Значи, мубарак, овај човек, се воздржа неколку мигови и не јаде од таја калинка. Но Аллах субхана ва таала му го направи да биде, значи, под негови нозе, што се вели, и собственикот на градината, и ќерката на тој човек. Гледаш, не се толку кратко гледачи како ние. Гледаме само за денеска и за утре. Ова е живот. Но ние немаме тој јакин, тоа убедување во нас, да имаш такво убедување за ти да веруваш, ако јас нешто оставам за Аллах, да веруваш во хадисот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, дека оно кој остава нешто за Аллах џелешану, Аллах му го возвраќа со нешто подобро. Ние немаме ова јакин во нас. Значи, ти да бидеш спремен да оставиш нешто. За кого? Искрено само за Аллах џелешану. Искрено само за Аллах субхана ва таала. Ние немаме тој јакин. Исто, значи, пренесувањето кој му се случи на Абдулла ибн Омар, ради Аллаху анхума, кога беше тој во патување и најде еден овчар, кој беше со овците, тогаш му рече, дај ми една овца. Овчарот му одговори, овие не се мои. Јас сум само работник. Тогаш му рече Абдулла ибн Омар, значи го тестираше овде Абдулла ибн, не да сака, со ја сахаби. Го тестираше. Тогаш му рече, кажи му на твојот собственик, на твојот газда, речи му дека волкот е изел. Тогаш му рече овчарот, фа ейна Аллах, а каде е Аллах? Значи, јас ке го измамам мојот газдар, но како ќе излезам ја пред Аллах субхана ва таала на судниот ден. Тогаш Абдулла ибн Омар почна да плачит со висок глас и да вели фа ейна Аллах, фа ейна Аллах. Значи, ова му остане во врвен впечаток од тој овчар. Но вака како бидат муслиманите, значи, така треба да биде газдата тој, што има таков и работник кај себе. А не денеска све однопаку. Значи, слабоста е кај нас, не е кај верата наша. Ова е единствена вера која е примена кај Аллах субхана ва таала. И потоа се пренесува дека Абдулла ибн Омар, ради Аллаху анхума, отиде кај газдарот негов и му ги купи сите овци
и му ги даде на тој овчар подарок. Значи, гледате? Ова е искреност. Ова е искреност за Аллах субхана ва таала. Не да бидиш, значи, алейки селам рахматуллах. Не да бидиш само за денеска гледаш, да злоупотребиш, да измамиш, да изхарамиш. Но сета работа почнува од кај нас. Ние себе сами да се подобруваме. Не да кажуваме со показалецот кај другите. Исто случај што ми се има случајно во Медина. Кога бев првата година во Медина, после јација излегуваме со братот Абдурахман да ојме, значи да јајме нешто на вечера и бараме такса. Таксистот тука од џамијата до пегамберот салаллаху алейхи ва салам, кај што беа таксите, кај што се збира, значи кај што можеш да земиш такса. Таксистов првиот што беше на чело тука го прашаме дотаму треба да донесеш колку пари бараш. Тој вели не може да ве зема, има работа. И му велиме како ти имаш прв застана тука, си уфатил местово, а велиш не прима муштери. Рече не. Пред акшам донесов една тура студенти во џамија во пегамберот. И еден од студентите, така се брза, беше више и каметот од акшамот, еден наместо да ми дај мене 2 ријали, ми дал 51 ријал. Сгрешил. И јас сега се надевам да тој ученик се сети дека направил грешка и да дојде после јација ме најме овде му врата парите. Гледаш, ова е воспитување. Само ние не знаеме што имаме во нашите раце. Во нашите раце. Тоа е, значи, големата ужас која имат опфатено муслиманите. Кажуват Ахмед ибн Хафс, рахимахуллах, кажуват, влегов, односно го посетив таткото на Бухари, Исмаил, значи беше таткото на имам Бухари. Бев да го посета и тој веќе беше на смртната постела. Факал и ми рече таткото на Бухари, јас не знам во моето богатство да имам ниту еден дирхем што е од харам. Или ниту еден дирхем што е сомнителен. Значи, ни харам, ни сомнително нешто. Тогаш овај Ахмед ибн Хафс, кој самиот е имам и знаен човек, велит, фатесагарту илеја нефси. Тогаш мојот нефс ми стана мал пред него. Значи, кога видов ваква карпа на богобојазливост, на пазење, тогаш сами од себе си станав мал. Значи, ти кога ќе видиш имамите во Медина, Шейх Рабија ибн Хади ал-Медхали, Шейх Убейд ал-Џабири, Шейх Абдул Мухсин ал-Аббад и другите имами, тогаш стануваш многу мал. Тогаш сваќаш колку си мал. Така и ова случка, значи стануваат кога гледат каква богобојазливост овај човек има достигнато, одма вели ми изгледаше сами од себе си малечко. И тогаш рече, значи, упатството, односно добрината на родителите им предонесуваат и на своите деца. Зашто? Од него излезе после имам Бухари, имам од дуња. И од Мубарак, што ми избега, сега се сетив, во овај контекст, Мубарак, негов син кој беше? Абдуллах ибн Мубарак. Абдуллах ибн Мубарак, имам од дуња, имам во дуњалокот, имам врвен. Што вели Суфјан ибн Ујейна, рахимуллах, велит, за Абдуллах ибн Мубарак, јас ги гледав делата на Абдуллах ибн Мубарак и ги гледав делата на сахаба, ништо нема разлика. Освен само една работа го има надминато, што тие беа другари од пегамберот салаллаху алейхи ва салам. Тоа не можеше да ги стигне тој со тоа. Значи тоа дете излезе од тој човек и од тој брак, да речеме. Исто спомнуват Сахел радијаллаху ан, дека оној кој јадет харам, без друго, неговите дела од телото ќе прават гревови.
знајт или не знајт, е свесен или не е свесен. Значи, јадењето харам предизвикува ефектот да се гледат исто и во делата на телото. Значи, што после последиците се за тој да правите, да влезе, значи, да влезе во гревови, И велит исто имам Суфјан ибн Ујейна, рахимахуллах, дека човекот нема да го осети вистинскиот иман, вистинското верување, се додека не ставит меѓу себе си своје и харамот една препрека. Се додека, значи, не стави меѓу себе си своје една препрека и се додека, значи, не го остави гревот. Значи, нема да осети вистинскиот иман, се додека, значи, не стави меѓу себе и харамот препрека и во друга страна исто не ги остават гревовите. Значи, кога ќе ги остават гревовите и кога ќе остават харам, значи јадењето на харам, тогаш е од причињето за тој да осети, значи, вкусот на иманот. Потоа напомнуваат Шех Утајмин рахимахуллах неколку придобивки од овој хадис. Од придобивките на овој хадис, вели Шех Утајмин рахимахуллах, дека Аллах субхана ва таала е богат. И нема потреба за своите створенија. И не примат освен она што е добро и чисто. Значи, нема да мисли некој, јас ќе направам нешто, крос парстиона. Како да бидите? Главно ја има клањато. Главно ја постев. Па како су постели и како има клањато, не е важно. Не. Аллах е богат. Нема потреба за твоите дела и за нашите дела. Ти имаш потреба. Да бидат тие дела чисти само за Аллах субхана ва таала. Исто вели Шех Утајмин рахимахуллах, дека делата се поделуваат на примени дела и отфрлени дела. Значи, примени и отфрлени. Исто тоа е содржано во овој хадис, дека исто на пекамберите им се наредуваат работи и им се забрануваат. Значи, пекамберите се Аллахови робови и на нив работи им се наредуваат да ги извршат и им се забрануваат други работи. Значи, тие се Аллахови робови, кои треба исто да бидат покорни и послушни спрема Аллах субхана ва таала. Значи, кога ова е за пегамберите, како е тогаш за другите луѓе? Се некои од суфистите велат, ако стигнеш некој степен, тогаш не треба ни да кланяш, ни да постиш. Значи, ова е заблуда, што има кај нив. Исто така и верниците, значи, им се наредуваат работи и други работи им се забрануваат. Исто така, значи, Аллах субхана ва таала им наредил на верниците да јадат од добрите, од дозволените работи, исто како што им наредил на неговите пекамбери посланици. Што значи тоа, кога верникот знај дека оваа работа исто им била дозволена на пекамберите, ова него повеќе го мотивират за тоа да го практикуваат и да го стават во неговата пракса. И исто што спомнува Шех Утајмин рахимуллах, друга важна работа, да се воздржи човекот од добрите работи, од дозволените работи, да се воздржи без шеријатска причина, ова не е добро. Значи, имат луѓе кои се покажуваат, значи, дека не јадат луксузно и други работи, и тоа го поврзува со верата после. Сака да се прави, значи, многу скромен. Само јај лепи пипер, да речиме. Ова не е, значи, од верата. Освен ако шеријатска причина тука содржува, значи, на доктор, ти наредил докторот, ако јадеш ти тоа и тоа, ти штети тебе на здравјето. Тоа е, значи, причина тогаш. Ама ти, значи, немаш никаква причина и велиш, се покажуваш дури во друга страна, дека си, значи, многу скромен, ова не е дозволено. Зошто вели Шех Утајмин рахимуллах,
кога сахаба ридвануllahi алейхим ги отворија, значи, другите земји, стигнаа до други земји, им се отвори дуњалокот, значи има таму во Шам други овошје кои растеа во Шам, кои не беа во Медина и во Мека. Сахаба ги јадеа, не велеа, значи ние не ги јадевме тие во времето од пекамберот салаллаху алейхи души ги немавме во Мека и Медина и се не ги јадеме, не се ги јадеа. Значи разбравте се, имаат луѓе се покажуваат и со оваа страна и кај луѓето ова има големо влијание, видео колку е, значи, скроменна. Исто, значи, кревање на раците во правење на дова, значи во молитва. Начинот како се креваат раците, значи начинот по суннет, значи не се креваат раците ваќе. Значи, има да се разлика тоа што присуствува на десој лайф и тој што слуша, значи значи има луѓе ваќе ги креваат раците. Ваќе. Не е ова по суннет. По суннет е вели Шех Усаймин рахимуллах тука да ги составиш двете раце како оња питачон што питат и да бидат тие раце во височина на твоите гради. Така се прави дова, најдобар начин. Значи да бидат раците составени двете отворени како питачон ко барат, се и ти питаш, но од кого тука? Од Аллах субхана ва таала. Значи ти бараш. И да бидат, значи, во височина на градите. Значи не да бидат долу под нозиве и си кренал раците, има таки некој, таки в џамија стои и кренал раце ваке. Дол, не брат. Треба да знаеш, дори овие, значи, елементарни работи не им ги научуваат кај нас. Подобро се неделните вести во џума да се искажат. Исто, друга работа која спомнува тука Шех Усаймин рахимахуллах, тоа е кога е дозволено да се креваат раците. Значи во кои ситуации? Вели Шех Усаймин рахимахуллах, за ова меселе имат, значи, 3 врста. Оние работи кои е пренесето да се креваат раката тука. Значи кревање на раците кои е пренесето во суннето, тогаш е легитимирано да ги креваш раците. Значи кои имат екстра дојдено аргументи дека тука се креваат, значи, раците. Друга работа, втора, кај што има пренесено, дојдено аргументи дека не се креваат раците тука. Како, например, вели Шех Усаймин рахимуллах, во денот на џума, кога имамо прајд дова на хутбе, ти не ги креваш раците, туку вели, значи ако велиш, она тивко, значи скроз тивко, амин. Амин, значи толку се вели. Тивко и до многу тивко, да не те слуша другиот, да го вознемируваш другиот што е до тебе. Значи овде нема дојдено аргумент за да ги креваш раците во текот кога имамот на хутбе прајд дова. Освен кога има пренесето. Кога, например, кога се молит имамот за дош. За дош. Значи во арапскиот свет каде има, значи, суша голема и тоа во Медина, значи често се практицира, значи имамот на хутбе ги креваат раците на крај и се моли за дош. Тука е дозволено и оние кои се присутни да ги креваат нивните раце. Има разлика овде, значи. Се некои го злоупотребуваат ова за дождов што е дојдено и го земаат за значи општо. Не смееш така. Се пекамберот салаллаху алейхи ва салам правеше дова и за дош и како постапува сахаба и правеше дова исто, значи општа дова и како постапува сахаба. Све е пренесето. Све е пренесето и заверено. И трета, значи, ситуација што нема дојдено никаков, значи, аргумент ни за забрана, ни за дозвола. Тогаш вели Шех Усаймин рахимуллах, суштината во тоа е подобро да ги креваш раците, зашто тоа е причина за да сите забили довата, значи примена, за да биде довата примена. Така што сме на крај во овој хадис и бизниллахи таала идната недела ќе продолжиме со хадисот број 11. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.